Великден е најсветлиот и најголемиот христијански празник и мене ме символизира на светлина, нов живот и победа. Тоа е ден за славење, за радост и за љубов. Но има зошто да славиме, да се радуваме, затоа што Исус ја извојува најголемата победа, го победи сатаната и ја победи смртта. На крстот Исус доброволно умре со физичка смрт и ја пролеа својата света крв за новиот и вечен завет помеѓу Бог и луѓето како совршена жртва на крстот. Исус ја пролеа својата крв со цел да создаде нова раса на луѓе, нови созданија со ново срце, срце кое што го познава Бог и не греши повеќе. И овој нов народ во себе ја има Божјата љубов, Божјото присуство, односно го има Бог во себе. Оваа крвта на Исус е најсветата крв и оваа жртва е најсовршената жртва. Исус е јагнето Божјо. Исус ја пролеа својата света крв за секој еден од нас. Но што таа представува? Што значи за секој еден од нас крвта на Исус? Ајде да видиме. Крвта на Исус ни изми од гревот. Потоа не ослободи од канџите на сатаната. Не освети, не оправда. Потоа крвта на Исус не помири со Бог и не врати во Божјото присуство. Се застапува за нас во секое време, потоа ни овозможува пристап до најсветото место, до светината на светините и ни подари вечен живот. Кога ние христијаните знаеме дека преку крвта на Исус сме откупени и ослободени од злото, таа увереност е штит на нашата вера, преку која ѓаволот не може да продре. Кога ние ја објавуваме крвта на Исус во нашиот живот, низ нашата уста, тоа представува слово на сведоштво против ѓаволот. А кога ние сведочиме за вистината за крвта на Исус, тоа значи победа над злото. Ние сега победуваме заради крвта на јагнето и заради словото на нашето сведоштво. Секој христијан треба да знае да ја аплицира крвта на Исус во својот живот, во секој аспект во својот живот. Заради тоа зашто му добива преку крвта на Исус простување на гревовите, избавување од смртта, слобода и Божја заштита.